Евангелието за 32-та недела по Педесетница ни го пренесува настанот со Захеј. Имено Захеј истрча напред и се качи на една смоква за да го види, бидејќи покрај неја требаше да мине. Исус па кога дојде на тоа место, погледна огоре, го виде и му рече: Захеј, слези побргу, зашто денес треба да бидам во твојот дом. И тој веднаш слезе и го прими со радост. Кога Адам сгреши во рајот и кога го слушна гласот на Господа Бога кога одеше низ рајот, Адам, опашан со листови од смоква, се криеше од Бога. Но Бог не го остави, туку го повика: Адаме, каде си? Ова не беше прашање за неговото место каде се наоѓа, туку повик во неговото срце да се освести, затоа што Бог сакаше Адам да му се врати. Во Евангелието денес гледаме еден друг човек, кој на некој начин се крие. Захеј се качува на смоква, не сакајќи да биде забележан затоа што се срамува од Бога поради неговите гревови. Но Исус го гледа и го повикува: Захеј, слези побргу. Бог не чека. Захеј сам да се врати. Самиот Бог оди по него, како што одеше и по Адам. Ова е случајот и со нас. Колку пати поради нашиот грев се криеме од Бога? Колку пати се плашиме дека не сме достојни за неговата љубов? Но Бог не престанува да не бара. Исус ни покажува дека сака да се вратиме кај него. Тој сака да влезе во нашиот живот такви какви што сме и да не преобрази. Захеј одговори со радост и со конкретни дела. Половина од неговиот имот ќе го даде на сиромашни и ќе врати четворно ако нешто зел несправедливо. Денес Бог не повикува и нас по име. Каде си? Ќе одговориме ли со покаяние и промена? Ќе го пуштиме ли Бог во нашиот живот како што тоа го направи Захеј со радост? Бог да влезе и во нашиот живот, и во нашиот дом, и во нашето семејство.